Хронично болните имаат рок до 23 септември да посетат специјалисти и да добијат потврда со која поради нивната дијагноза и состојба не можат да се вратат на работа. Министерството за здравство соопшти дека за да се реализира оваа одлука ќе бидат пуштени дополнителни термини на Мој термин и Е-амбуланта, доколку до 23 септември овие пациенти не стигнат да ги обезбедат потврдите, ќе се остави простор за пролонгирање. Ова е заклучокот од утринската средба на министерот за здравство Венко Филипче со представници на Сдруженијата на пациенти на средбата. Соопшти министерството, тие ги изнесува своите предлози за доследно спроведување на одлуката по препорака на Комисијата за заразни болести, хронично болните да се вратат на работа, а при тоа да не се прават злоупотреби на системот. Ваква одлука донеси и владата прифаќајќи го предлогот од Комисијата за заразни болести. Станува збор за широка категорија и идејата е да ја сведеме на подкатегории со цел да не се злоупотребува системот и да биде фер за сите, односно оние кои треба да се дома и кои се навистина во ризик да останат дома. Реален проблем е тоа што бевме сведоци на злоупотреби. Иницијално идејата беше да се спреми системот, да се направат промени во правилникот, да им се дозволи на пациентите да може да направат преглед согласно оваа нова стратегија за тој што треба навистина да седи дома, заради комплексноста на одредена хронична болест или заради тоа што во даден момент има влошување на состојбата. Меѓутоа, тоа да го утврди лекар-специјалист, а не согласно претходно поставената дијагноза за хронична болест, каже министерот Филипче. Тој подлече дека нема простор за паника, ниту за незадоволство и дека мерката е димензионирана, така да го заштити здравието на оваа критична ризична категорија граѓани. Најпрво, со измена на правилникот за боледување во Фондот за здравствено осигурување, ќе се дозволи лекарот специјалист да даде потврда и за отсуство од работа на неопределено време.